kada se odstrani masното tkivo, se odstranат и масните клетки. И нема возможност на тия места да се поново во исти омер врати дебелина. Дакле, ако имаме X масни клетки, а од нив извадиме Y за време на липосукцијата, за толку помалку ќе ги има. А човекот, луѓето се раѓаат со одредени број на масни клетки и они во текот на животот не се менуваат, него само се менува нивниот волумен. Дакле, кога се дебелиме, се зголема волуменот на клетките и добиваме на тежина, али не број на клетките. Дакле, ако ги извадиме масните клетки, што е цел на липосукцијата, нема могуćност на дебелење. Меѓутоа, ќе се дебели на другите делови. Па жените кои се направиле липосукцијата на стомак, почнат да се дебелат на раците, на лицето, на градите, на нозите и така понатаму. Јас кажувам на секоја моја пациентка, гледам во очи и кажам, ако вие не промените прехранбени навики, нема корист од липосукција. Липосукција ќе го скулптурира телото, ќе ги врати облините какви се биле. Али поновувам, липосукција не е метода за смалување на тежината. Нема ни диета добра. Или сите диети се добри. Јас се долго време бавам со ова моја работа и долго време со таа телесна тежина, али сите диети додека се држат се добри, али живот се не состои од диета. Живот има и други, и добри, и лоши страни. Дали ние во тренуците кога ни не е добро, ќе тражиме излаз према фрижидерот, или во некои други ствари кои исто тако може да ни чинат задоволство, тоа ќе го реши проблемот на дебелувањето. Дакле, липосукција да, во одреден период на кога се донесе одлука, а најдобро е да се направи липосукција кога се донесе одлука да ја сакам нешто да променам во својот живот, јас сакам да изведам другачи, али исто така сум свесен дека морам да променам и некој прехранбени навик. Јас доста време или мене повише трајава време на разговор околу тоа него самата липосукција. Благодариме многу, доктор. Уште едно прашање. Многу доцнеме со сатница. Можете да поразговарате со докторот вон, ако не е... Да. Наставим во еден акт. Меѓутоа, ако тоа не е возможно, јас кажам дека можеме да направиме во два акта и тоа ќе направиме денеска ова и ова и ова, а за 3 месеци ќе направиме тоа. Ви благодариме доктор Бојан Игнатовски, 40 години искуство во Хрватска, специјална болница за естетска хирургија Аркадија. Можете да го побарате на интернет, на социјалните мрежи, а има и организиран начин да се стаса до овој искусен доктор и во Хрватска. А дали ни е битна убавината? Па секако дека ние, но да видиме што велат нашите дами кои важат за вистински убавици на нашата јавна сцена. Ја поканувам најнапред Милена Антовска да дојде на сцената и да ги покани своите панелистки. Повели. Верувам дека на сите ние и да вистина сакаме да изгледаме без разлика што ќе работиме. Да се следиме малку. Моите соговорнички навистина се заслужени со тоа што работиле во својата кариера да бидат дел од оваа панел дискусија, кој е приоритетен изгледот и сите навистина сакаме да изгледаме убаво, затоа да поканувам до мене да седнат, веќе многу добро познати на сите, но сепак јас си ги признам, мојата колешка Марија Ставојдовска, манекенка и телеводителка, Вера Бештировиќ, манекенка, саката, Елена Ристовска, пејачка, Сузана Блажевска, родита и Јулија Мациевска, естраден уметник, дипломиран новинар, телеводителка. Да, со овие позборувам за тоа колку ни е важен изгледот, но може дека можете потоа да си поставите и прашања колку имате, но пред да започнеме со дискусијата, јас би сакала да ја питам докторката, да, Елизавета
организува од ЕСКУМАНА да направи презентација на вградување филери за устни, една кандидатка од публиката. Ќе одбереме која? Имаме ние кандидат. Ајде, поведете докторка. Ќе дојде кај кандидатката? Кога не е па избор е тогаш употребена хиалуронска киселина. Клиника ЕСКУМАНА работи со Принцес, хиалуронска киселина или популарно филери. Денеска ќе правиме разубавување на уста за помош на хиалуронска киселина, односно филер дерматит. Значи прво се почнува со цртање на устата, со една симетрија. Пациентката не прави прв пат, определете не втори или трет пат, така да денеска ќе правиме корекција. Таму каде што се изгуби хиалуронот, денеска ќе правиме субституција. Става малко растети. Дали е болно ставање? Да, болно е, затоа се става локален анестетик. Бидејќи техниката е со внесување на тенката игла во пенис. Се чека неколку минути, малку анестетиката делува и после се внесува хиалуронот. Денеска ќе правиме уствари по ивици на уста, значи контури или ивици со хиалурон филер, меѓутоа тој може исто да се употребува и за волуме на устата, така да ќе боцнеме и во ивиците и во волуме. Дали имате представа за тоа? Природно, да. Да, Да. Во една ампула има 10 единици и ние ги распоредуваме тие 10 единици таму каде што има потреба. Техниката е со внесување на целата игла и се внесува после хиалуронот. Со текот на внесувањето истовремено се влече иглата. Да не почнеме само да ви паѓаме во несвест. Нема. Гледаме. Да.
Одлично. Значи го разпоредихме 3 единици на едната страна. После внесувањето на филерот се прави блага масажа, за да се разпореди правилно. Сега ги пополнихме ивиците на едната страна од уста. Истото го правиме и од другата страна. целиот процес доктор на следување. Чеви ивиците на горната се гледа. Сега ги ставиме доле. Има ли неки машки што стајле ова? Ама жените се похабрени. Да. Машките се влијат. Сега ги ставиме во долниот дел, некој шпевицата, така што се исполнуваат и желбите на пациентот, се почитува, индивидуално се представува. По правило треба, значи, цела ивица да се наполни првиот пат
и после кога е дополнувањето, желбата на пациентот се исполнува. А колко време трае следмедилото после представата? Па зависи индивидуално и тоа обично пола сат, сат, ден, два. Говориме за сад. Не. Не. Сега во средниот дел за да изгледа малку слика доста изгодна, бидејќи дермафилерот може да се користи за волумен на уста, значи сега не е ивица, него е волумен. Ставаме, аплицираме тука, гледачно това треба да ставиме тука. И гледаме да ја поделиме ампулата секаде под една. Обавезно треба да се масира, за хиалуронот убаво да се распореди, бидејќи тој треба да се врзи со водата и да се формира. Масирањето е доста важно. Да нема топче, да се распореди секаде. Имаш уште 2 единици, Маја, каде сакаш сега да ги ставиш? Гледа. Ајде, раз. Тука не сака, значи она рече дека долната уста не сака. Сакаш доле или горе? Сакаш овде и овде или овде и овде? А ние разговаравме со незе претходно, она не икеше доле, инаку по правило треба секогаш долната уста да биде поголема од горната, да ги тоа ги исполнуваме желбите на пациентите. Затоа и не го оставам време на Маја да се одлучи. Странично. Овде? Да, него десно. Маја ке мораме там.
купување на подлабоки брчки чини 9000 dinara, исто така и тоа е со 50% попуст. И за ситни брчки или мезотерапија, за ситни брчки околу очите, тој чини 5600. Тоа се прашува најчесто се обраќаат овие сили. Не знам зашто некој ги интересира дали во последните години повеќе некако мора на крај да се провери дали е добро распореден хиалуронот. Многу е важна таа масажа. Сега има малку отопно уследа, меѓутоа мислам дека е доста природен изгледот. И лапто од тога малку ќе кажем за да се смири до тога. Ето минутите са може да се помеште, така само да не се стиска. За која операција става? Поликлиника Рискума. Тоа е поликлиника што се наоѓа во Стопна код Оградница на Слобакот. Да може да го искористите присуството на докторката, доколку имате други прашања слободно. Има нешто што ви објасни. Или мене лично. Може да почнете да може да си каже Како се реши, да. А желба? За убавина? Да. Значи ништо не боли кога сакаш да кажеш. Не е ништо страшно. Издржим се. За убавина се скрепи. Да. Мислам, навику болни работи трпим многу добро. Може да си ги прашам моите драги соговорнички како ми изгледаше цела оваа постапка и што мислат за тоа. Да само сакам да дадеме еден огромен аплауз за оваа храбра дама. Nije ništa strašno. Да, наистина беше издржлива, само една солза во уште. Како се забележа, па ми се направо. Не дека не, значи боли се осеќа. Тоа не е за... Жените се поиздржливи, може би затоа и... Не, нашите се кога сакат да тие. Да не се мало, така повеќе боли. Добро, свана докторката го направила без себе. Ставањето на анестезијата на првична бука која доаѓа, тоа е момент да се гричка. Дали ви Дали препорачувате повеќе Добро, нешто? да не можеме да се противуваме против старењето, нели тоа е природен процес, меѓутоа има една изрека, за да се дека нека старе, без капа, нека става. Изборот е наш. Да, баш така. Добре, благодариме на докторката тогаш, доколку нема други прашања. А сега, моите драги дами, соговорнички, кои што кажав со право да зборуваат на ова панел дискусија, колку ни е важен изгледот, секој во својата професија успешна, на различна возраст, но навистина убави и прекрасни, верувам дека ќе се согласите, па затоа откако ги прашав и откако кажа дека се тоа изгледа болно, но може би размислиле, нели, кога ќе дојде време да се направи сето тоа, затоа што за убавината буквално се трпи, ние барем девојките, жените знаеме дека тоа е така, но би сакала да ве прашам колку за вас изгледот е важен и колку ви помогна во вашата професија со оглед на тоа дека имате јавни професии. Па мислам дека за секоја жена, без оглед на тоа со каква професија се занимава, изгледот е важен. И сега може би тоа повеќе се изразува кај оние кои што се занимаваат со јавна професија. Јас како ТВ водител, покрај сите мои останати подготовки за некоја конкретна емисија, навистина многу време посветувам
за грижата на својата кожа, коса, лице и тело, посета на салони за убавина, посета на фитнес центри и така натаму. Но сето тоа го барам мојата професија, затоа што нема сепак телевизијата е еден визуелен медиум. И еве не можеме да негираме дека секоја жена, откако ќе направи еден третман за убавина, после една релакс масажа или, например, после добра фризура, па кога ќе добие милион комплименти од страна на околината, се чувствува убаво и позадоволно, посреќено, и тоа се одразува на незиното лице преку незината насмевка. Ќе кажам дека тие наши мали женски ритуали треба да ги негуваме почесто. Зошто? Затоа што не чинат среќни, затоа што тоа се гледа на нашето лице, а секоја жена е 1000 пати поубава кога е насмејана. Исто така не смееме да го заборавиме фактот дека покрај тоа што треба да се грижиме за убавината, како број 1, треба да го негуваме и нашиот дух. Треба да ги насочиме мислите кон некои убави позитивни нешта. Зошто? Затоа што еве во животот ни се случуваат и добри и лоши работи. Имаме и убави денови, имаме и лоши денови кога не се сите куцкици на број, како што би можела да кажеме. Од X причини, дали тука се во прашање професионални проблеми, приватни проблеми, не е важно. Што правиме во тие моменти? Еве ќе генерализирам и ќе дадам неколку примери. Ние жените се прејадуваме, под број 1, се дружиме со фрижидерот во доцните часови, такито обично јадеме солено благо, па таков еден микс калоричен. Има жени кои што се затвараат дома и буквално се повлекуваат од светот, размислуваат за тие проблеми кои што ги тиштат, па тие проблеми стануваат уште поголеми во моментот нерешливи, но сега проблем сум дека е решлив за мене. И има некои кои што ништо не јадат и денот го поминуваат со кафе и цигари, што е многу лошо. Тие се лоши навики, треба да ги отстраниме нормално и треба да видиме зошто ствари треба да ги отстраниме. Зашто? Затоа што после еден таков лошо помина ден, утре ден, ние зрачиме со лоша енергија, немаме волја, немаме енергија, едноставно сме мрзеливи и тоа се гледа на нашето лице и може да кажеме дека и не сме убави, така? Затоа што сме некако потиштени. Затоа треба да најдеме сите некој издувен вентил. За мене издувен вентил е танцувањето. Значи стварно, после еден час поминат значи на не знам нека салса забава или танцување или зумба, не е важно. Значи било каква физичка активност, јас се чувствувам препородена и имам сила буквално за се утредента. Така што топло го препорачувам танцувањето и го препорачувам нормално и ја препорачувам физичката активност која што ја спомнавме, затоа што после еден убав тренинг се чувствуваме ние посреќни, повесели и имаме повеќе сила за се и поголема енергија. Треба да се грижиме за здравјето, пред се треба да се грижиме за убавината, но да не го заборавиме и да го негуваме нашиот дух, да се дружиме со позитивни луѓе кои што не чинат среќни и да се смееме многу повеќе, затоа што ќе кажам уште еднаш, секоја жена е 1000 пати поубава кога е насмејана. Насмевката